Седефарството, инкрустирање на дрвени предмети, спаѓа во групата уметнички занаети со дамнешно потекло. Во текот на времето овој занает имал свој подем, но и пад, кој особено е видлив во последниве 30 години. Бројните изработки што во текот на изминатите векови се зачувани по нашите цркви и манастири, зборуваат за некогашниот процут на овој уметнички занает во Македонија, кој што во стручната литература е наречен инкрустација, односно везење со метална жица по разни дрвени предмети. Меѓутоа, инкрустацијата на седеф и коска секогаш се преплетува со втиснување на сребрена, месингова или бакарна жица во дрво, бидејќи употребената жица служи како дополнување на инкрустацијата. Богатата традиција на предметите украсени со седев, животинска коска или со оклоп од желка упатува на предмети од сакрален и профан карактер, какви што се среќаваат и денес во нашите цркви и манастири. Како центри на седефарството во Македонија во изминатите векови, според постојните предмети по манастирите и црквите се сметаат Охрид и Охридско, Битола, Скопје и Скопска Црнагора со манастирите во селата Кучевиште и Побошје. Судејќи по предметите што се наоѓаат во спомнатите објекти, седефарството во Македонија во тоа време било на завидна висина. Изработки со чисто сакрален карактер и голема примена се владичките тронови, певниците, налоњи, кивори, жезли и слично, кои што се одликуваат со прецизна и богата геометриска орнаментика. Многу од овие предмети и денес се чуваат во нашите прочуени средновековни цркви и манастири. Меѓу попознатите е архиепископскиот трон од 16 век во црквата Свети Климент во Охрид. Животниот дух, уметничкиот нерв, творечката инвенција и богатата фантазија на мајсторот гение се гледа и на владичкиот трон во манастирот Свети Аранѓел во село Кучевиште, Скопска Црнагора.
Певницата во манастирот Света Богородица во село Побожје, Скопска Црнагора, и навоњот во црквата Свети Димитрија во Битола, исто така се дело на инкрустацијата. По своите специфични одлики, наведените предмети може да се каже дека припаѓаат на 16-тиот и 17-тиот век, со мали исклучоци на предмети кои може би припаѓаат на 18-тиот век. Повеќето од овие изработки се производ на домашни мајстори од Охрид и мајстори кои живееле по манастирите. Главно, во неколку поважни манастири се групирани изработки украсени со коска, додека изработки украсени со седев преовладуваат во Охрид и околината. Во минатото, во Охрид се работело најмногу на инкрустацијата и поради тоа што бил архиепископско седиште и зафаќал пошироко подрачје на повеќе православни народи на Балканот, откаде што произлегувале потребите за изработка и украсување на предмети за потребите на црквите и манастирите. Од друга страна, самото езеро ја давало главната суровина за потребите на седефарите – школката. Инкрустаторот Неби од Охрид е еден од последните кој се занимава со овој уметнички занает. Занаетот го научил од својот татко Хамди Неби, кој инкрустирал предмети со седев на дрво од шимшир, јавор и орев. Во текот на своето работење занаетот го усовршувал постојано, преоѓајќи кон изработка и украсување на посложени предмети, украсувајќи ги со седев. Тој работел и украсувал и поголеми објекти, бидејќи солидно го познава и столарскиот занает. Украсувал и црквени иконостаси. Денес со седев украсува разни предмети – табакери, чибуци, цигарлаци, кутии за накит и друго. Занајатот порано се работел примитивно, мислам, рачно вака. А претежно чубуци. Двајца имале во Охрид од порано што работале. Како што видел татко ми нивните некои работи, дошол до идеја и тој да направи нешто. И така успеал.
Znači, našao седефи школки покрај езеро и дошол до идеја направи чубуци да тргав на чарк, сам направи тоа рачно све. Едните сигурно да биле оние првите неубај, али тој напорно стигнал успех. Татко ми е од Дебарска околија, дојден вамо, уште 20-та година и така работал како зидар. Потоа столар, спревратил бидејќи зидарството видел дека бара столарство. И 26-та година остава и столарството, применува со овие работи, мислам, претежно чубуци, па после кути за цигари и натака. Тој први ни со коска работел. Кути полесно се работеле со коска, мислам, имате еден примерак овде, исто изработано, а чубуци многу потешко одело. Затоа со школките му дошол малку полесно, бидејќи тоа се кршат со клешти, со дулпи работи, округле, и ги работел полесно, видел дека тоа му оди. Коската треба да го отанчиш, ако е дебело, и така. А работеле со коска. Мајсторите седефари во својата практика употребуваат повеќе видови дрво, но најмногу ореово и сливово дрво, бидејќи овој материјал е најпогоден за обработка и се наоѓа во непосредна околина на мајсторите. Покрај дрвото, за украсување на своите производи, мајсторите употребуваат седеф од морска, езерска и речна школка и животинска коска. Начинот на изработка и украсување на своите производи седефарите не го промениле ни во најново време, иако производството и бројот на мајсторите е во постојано опаѓање. Пред да се пристапи кон изработка на саканиот предмет, најнапред се изработуваат, односно се сечат неговите делови од ореови или сливови штици, а потоа следува нивната обработка. Откако ќе се добијат саканите делови и форми на предметите кои ќе се украсуваат, со соодветен алат се отвораат линии за уфрлување метална жица. Се прават лежишта за поместување на седефните украси. Школките од кои се добива седефот, мајсторот ги сече и ги крши со клешти саканите парчиња, кои ги мазни со турпија и на тој начин добива разни видови седев, колцести, елипсовидни и слично. Охридскиот мајстор, инкрустер, е ориентиран повеќе на изработка на помали предмети, особено чибуци и цигарлуци, и тоа во повеќе видови. Орнаментите што се среќаваат на инкрустираните предмети со седев, по својата форма може да бидат геометриски, круг, триаголник, ромб и така натаму, и растителни, плодови, лисја, цвеќе и друго.
Со комбинација на повеќе геометриски слики се добиваат посложени орнаменти во вид на ѕвезда, синџир и така натаму. Со компонирање на растителните орнаменти се добиваат орнаменти во вид на венец со цвеќе и лисја, разни видови розети и други стилизации. Кои и какви орнаменти ќе се применуваат на одредени предмети, зависи од неговата форма и видот. Најчестите и најупотребувани орнаменти се во вид на крупчиња и бадем, а потоа доаѓаат посложени геометриски и растителни орнаменти. Многу често мајсторите се препуштаат и на својата фантазија на создавање и со комбинација добиваат разновидни орнаменти. Како дополнение на седевната инкрустација, во употреба се и метални жици од бакар, месинг, сребро и олово. Во каков вид мајсторот ја мести жицата, зависи од предметот и местото на кое жицата ќе дојде, па потоа орнаментот го добива името. Жицата може да биде во прави редови, коси и во цик-цак линии. Често жиците се местат и во концентрични кругови. Изработките на мајсторот не би од Охрид, поради својата чиста и прецизна работа, барани се и во другите југословенски републики. Тој добивал, а и денес добива, порачки од Дубровник, Сараево, Белград, Загреб, најмногу за табакери со мотиви од спомнатите градови, цигарлаци, чибуци, кутии за накит и други предмети,
толку декоративни што секој за себе представува вистинско ремек дело, зашто во изработувањето на овие производи, неговата инвентивност при компонирањето на орнаментите го достигнала својот потпун израз. Изработката на предмети украсени со седев и коска е во опаѓање заради стариот процес на работата и заради слабиот прилив на соодветен млад кадар. Прекрасните инкрустирани изработки, дело на нашите постари мајстори, веќе се губат, а она што останало е највредното. Се чува во музеите, манастирите и уметничките галерии, како показател за една стара уметничка сублимација и богата културна традиција на нашиот народ.